Наредната недела, како што најавивме на големиот протест, ќе започнеме со блокади. Пратениците во собранието веројатно ќе бидат првите кои ќе ги блокираме, затоа што тие не блокираат цела година, го чуваат законот во фиока и не сакаат да ги зголемат платите на работниците. И веројатноста е наредната недела да дојдат со автобуси пешки, како што доаѓаат најголем дел од работниците, како што доаѓаат работниците без права на патни трошоци како пратениците. И ќе ги чекаме да ги поздравиме за да им кажеме дека треба да гласаат, да ги потсетиме дека таму се заради нас и дека ние сме ги бирале. И тоа ќе биде следниот чекор кој Сојузот на синдикатите на Македонија ќе го направи, а за информациите ќе објавиме во понеделник, веднаш по потпишувањето на колективниот договор со кој представникот на владата ќе им ги зголеми платите на сите вработени за 40% и ќе зголеми минималната плата на 600 евра и ќе ги зголеми платите на останатите вработени за 6000 денари. На заедничка пресконференција ќе го објавиме тоа, затоа што владата ќе го направи таквиот чекор и ќе подаде рака на работниците, а пратениците не, и затоа ќе ги блокираме пратениците прво. Одлуката за поведување и започнување на генерален штрајк, кој работниците бараат од нас да биде во трајање од 24 часа, ќе ги заштити сите работници кои тој ден нема да ги извршуваат своите работни обврски, нема да извршуваат својата работа, кои тој ден ќе одлучат да излезат на улица како што излегуваат нивните колешки и колеги во Франција, во Грција, во Белгија, и да им покажат на секој еден газда дека нема да му молчат. Тогаш синдикатите, законот ги штити работниците. Ќе определиме само нужни работи кои треба да се извршуваат, искуството кое го имаме од 2022 година кога на претходната влада и направивме генерален штрајк во јавниот сектор. Здравствените услуги, безбедноста ќе бидат наведени како дејности кои согласно закон имаат должност и обврска да извршуваат дел од нивните работни задачи, за да не се доведеме во некоја непријатна ситуација.